Диагоналната уличка. Хари се разбуди рано следното утро. Иако можеше да види дека е ден, ги држеше очите цврсто затворени. Беше сон, решително си рече. Сонував како џин по име Хагрид дојде да ми каже дека ќе одам во училиште за волшебници. Кога ќе ги отворам очите, ќе бидам дома во креденецот. Одеднаш се слушна гласно чукање. И ете, тетка Петунија како тропа на вратата, помисли Хари поразен. Но се уште не ги отвараше очите. Сонот беше толку добар. Чук, чук, чук. Во ред промрмори Хари. Станувам. Се исправи и му падна тешкиот капут на Хагрид. Колибата ја исполнуваше сончева светлина. Бурата заврши. Хагрид спиеше на слегнатата софа и еден буф тропкаше со канџата по прозорецот, држејќи весник во клунот. Хари бргу се исправи на нозе. Се почувствува толку среќен како голем балон да се дуваше во него. Отиде право кон прозорецот и нагло го отвори. Бувот влета и го испушти весникот врз Хагрид кој не се разбуди. Бувот тогаш запрета кон потот и почна да го напаѓа капутот на Хагрид. Немој! Хари се обиде да го тргне бувот од патот, но овој луто му штракна со клунот и продолжи да го малтретира капутот. Хагрид, рече Хари гласно, има буф. Плати му, промрморе Хагрид во софата. Што? Сака да му плати што го испорачал весникот. Побаре во џебовите. Капутот на Хагрид како да беше направен само од џебови, купчиња клучеви, таблети против полжави, клопчиња конец, ментол бомбони, врекички со чај. На крајот Хари извлече грст необични парички. Дај му 5 кнута, сонливо рече Хагрид. Кнута? Малите бронзени. Хари изброи 5 мали бронзени парички и бувот подаде нога за да може да ги стави парите во кожената торбичка врзана за неа. Потоа одлета низ отворениот прозорец. Хагрид гласно се прозевна, седна и се протегна. Најерно ни е да си ги нисаме, Хари. Оти имаме еден куп работи денеска. Треба дојме до Лондон да ти купиме сите работи за наш школа. Хари ги превртуваше волшебничките парички и гледаше во нив, само што му текнало нешто што го натера да се чувствува како среќниот балон во него да пукнал. А Хагрид? Рече Хагрид кој ги навлекуваше огромните чизми. Јас немам пари. И го слушна тетин верно синојке. Нема да ми плати да одам да учам магија. Без гајле за тоа, рече Хагрид. Стана и се почеса по главата. Да не мислиш дека твоите те оставиле безкршена пара? Но, ако куќата им е уништена, не го чуваа златото во куќата, бе дете. Не, првата станица ни е Гринготс, волшебничката банка. Земи си колбас, не се лоши и ладни. А јас не би одбил парче од твојата роденденска торта. Волшебниците имаат банки, само една, Гринготс, ја држат гоблини. Хари го испушти парчето колба што го држеше. Гоблини? Тој што би се обидел да ја ограби будала е, да знаеш. Со гоблините не се чепкај, Хари. Гринготс е најбезбедното место во светот за се што сакаш да ти е безбедно. Може би со исклучок на Хогвартс. Да ти кажам, и онака морам да појдам во Гринготс. Треба да однесам нешто за Дамблдор. Хогвартски работи. Хагрид гордо се исправи. Обично задачата ми е да му ги бркам важните работи на Дамблдор. Да те земам тебе, земање работи в Гринготс. Има доверба во мене. Се си зеде, ајде тогаш. Хагрид излезе, а по него и Хари. Небото сега беше мощне ведро и морето блескаше на сонцето. Чаметот што го најми тетин Вернон се уште беше таму, со многу вода на дното по бурата. Како дојде овде? Праша Хари и бараше друг чамец наоколу. Летав, рече Хагрид. Леташе? Да, ама ќе се вратиме вака. Не треба да користам магија сега кога си со мене. Се сместија во чаметот. Хари и натаму загледан во Хагрид, обидувајќи се да го замисли како лета. Сепак, да весламе ќе ни биде мачно, рече Хагрид и му фрли уште еден од своите странични погледи. Ако малку ја забрзам работава, нема да им кажеш ништо во Хогвартс, нели? Секако дека не, рече Хари, жилен да види уште магија. Хагрид па го извлече розовиот чадор, чукна 2 пати остро по чамецот и забрза кон копното. Зошто би бил лут ако се обидеш да ја ограбиш Гринготс? Праша Хари. Магии, волшебства,
рече Хагрид одмотувајќи го весникот додека зборуваше. Велат дека змејовите ги чуваат важните сефови и после мора да си го најдеш патот. Грингот се протега стотици километри под Лондон, знаеш, длабоко под железницата. Ќе умреш од глад дур да излезеш, дури и да успееш да потфатиш нешто. Хари седна и размисли за ова додека Хагрид го читаше весникот. Дневниот пророк. Хари научи од тетин Вернон дека луѓето сакаат да се оставени на мир додека го прават тоа, но беше многу тешко. Никогаш немал толку прашања во животот. Министерството за магија ја оплескува работата како и обично, промрмори Хагрид свртувајќи ја страницата. Постои Министерство за магија? Праша Хари пред да може да се запре. Така е, рече Хагрид. Го бараа Дамблдор за министер, ама кај ќе ти оди Дамблдор од Хогвартс, па работата му ја дадоа на стариот Корнелиус Фач, невиден смотко, и така сега го бомбардира Дамблдор со бубови секое утро барајки совети. Но што работи Министерството за магија? Па главна задача му е да крие од маголите дека се уште има вештарки и волшебници низ земјата. Зошто? Зошто? Абре Хари, секој би сакал магични решенија за проблемите. Не, ама најдобро ни е кога сме оставени на мира. Во овој момент чамецот благо удри во пристанишниот зид. Хагрид го свитка весникот и се искачија по камените скали на улицата. Хагрид добиваше многу погледи додека одеа низ градчето кон станицата. Хари не можеше да ги обвине. Не само што Хагрид беше 2 пати повисок од сите други, туку и постојано покажуваше вообични нешта како паркинг метри и гласно велеше. Го гледаше она Хари? Кај им текнува на маголиве, а? Хагрид, рече Хари малку задишан додека трчеше за да не заостане. Дали рече дека има змеови во Гринготс? Па така велат, рече Хагрид. Уф, баш би сакал еден змеј. Би сакал змеј? Сакам змеј уште од мал. Стигнавме. Стигнаа на станицата. Имаше воз за Лондон за 5 минути. Хагрид, кој не ги разбираше немаголските пари како што ги нарече, му ги даде банкнотите на Хари за да може да ги купи билетите. Ето во возот зјапаа повеќе од кога било. Хагрид зазеде 2 седишта и седна да плета нешто што личеше на циркуски шатор. Уште ли го имаш писмото, Хари? Праша додека броеше шевови. Хари го извади пликот со пергамент од джебот. Добро е, рече Хагрид. Таму има список за се што ти треба. Хари одмота второ парче хартија што не го забележал претходната вечер и прочита. Хогвартс. Училиште за вештарство и волшебништво. Униформа. На учениците од прва година ќе им бидат потребни 3 комплети обични работни мантии, црни. 1 обична шилешта капа, црна за носење преку ден. 1 пар заштитнички ракавици, змејска кожа или слично. 1 змиска наметка, црна, сребрена и со затврстувачи. Ве молиме да обрнете внимание сите ученички алишта да имаат беџови со имиња. Главни книги. Сите ученици треба да имаат копија од секоја од следните. Стандардна книга со волшебства ниво 1 од Миранда Гошок. Историја на магии од Батилда Бекшот. Магична теорија од Алберт Вафинг. Почетнички водич во преобразба од Емрик Свич. 1000 магични билки и габи од Филда Спор. Магични пијалаци и набавки од Арсенион Джигер. Фантастични зверки и каде да ги најдете од Нют Скамандер. Мрачни сили, водич за самозаштита од Квентин Тримбл. Друга опрема, 1 магично стапче, 1 котел, кала и стандардна големина 2, 1 комплет стаклени или кристални шишанци, 1 телескоп, 1 комплет месингени ваги. Учениците можат со себе да донесат и буф или мачка или жаба. Ги посетуваме родителите дека на учениците од прва година им е забрането да посетуваат метла. Можеме да го купиме сето ова во Лондон? Се праша Хари гласно. Ако знаеш кај да оиш, рече Хагрид. Хари никогаш порано не бил во Лондон, иако Хагрид изгледаше како да знае каде оди. Очигледно не беше навикнат да стигнува таму на нормален начин. Се заглави во бариерата за билети на железницата и гласно се пожали дека седиштата беа премали, а возовите пребавни. Не знам како живеат маголине без магија, рече тој додека се качуваа по еден расипан ескалатор кој водеше до еден пат пон со луѓе и редови продавници. Хагрид беше толку крупен што лесно се пробиваше низ толпата.
Хари само требаше да се држи близу до него. Одминуваа книжарници и музички продавници, сендвичарници и кина, но ниту едно место што изгледаше каде може да се продава магични стапчиња. Ова беше само обична улица полна со обични луѓе. Навистина ли имаше купови волшебничко злато закопано под нив? Постоеа вистински продавници со книги за магија и метли? Можно ли е да е ова нека огромна шега што ја смислиле Дрслиеви? Ако Хари не беше апсолутно сигурен дека Дрслиеви немаат смисла за хумор, може би ми го помислил тоа. А сепак, иако се што му кажа Хагрид досега беше неверојатно, Хари не можеше да не му верува. Еве го, рече Хагрид и застана. Дупнатиот котел, познато место. Тоа беше мал неуреден паб. Да не го посочеше Хагрид, Хари немаше да забележи дека воопшто е таму. Луѓето што брзаа покрај него ни погледнуваа. Погледите им лизгаа од големата книжарница од едната страна до музичката продавница на другата, како да не можат воопшто да го видат дупнатиот котел. Всушност, Хари имаше многу необично чувство дека само тој и Хагрид можеа да го видат. Пред да може да го спомене ова, Хагрид го воведе внатре. За едно празно место беше многу темно и запуштено. Неколку старици седеа во ќоши и пиеа шери во мали чаши. Една од нив пушеше долго луле. Едно мало човече со цилиндр зборуваше со стариот шанкер, кој беше мошне келав и изгледаше како без запорев. Тивките разговори стивнаа кога тие влегоа. Изгледаше како сите да го знаат Хагрид, му мавнаа и му се насмевнаа, а шанкерот посегна по чаша и рече: "Вообичаеното, Хагрид?" Не можам, Том. Тргнат сум по хогвартска работа," рече Хагрид. Ја стави големата рака врз рамото на Хари, со што му ги затресе колената. "Боже Господе," рече барменот загледан во Хари. "Ова ли е, можно ли е да е?" Во дупнатиот котел одеднаш настапи целосна тишина. "Неверојатно," шепна стариот шанкер. "Хари Потер, каква чест!" Бргу излезе од зад шанкот, поита кај Хари и го фати за рака со насолзени очи. "Добро дојдовте назад, господине Потер, добро дојдовте назад." Хари не знаеше што да рече. Сите гледаа во него. Старицата со лулето влечеше без да сфати дека згаснало. На лицето на Хагрид имаше широка насмевка. Настана гласно влечење на столови и следниот момент Хари се ракуваше со сите во дупнатиот котел. "Дорис Крокфорд, господине Потер, не ми се верува дека конечно ве запознавам." "Толку сум горда, господине Потер, едноставно толку сум горда. Од секогаш сум сакала да се ракувам со вас, целата треперам." "Огромна чест, господине Потер, едноставно немам зборови. Дигал, се викам Дедалус Дигал." "Сум ве видел порано," рече Хари, а цилиндарот на Дедалус Дигар му падна од возбуда. "Еднаш ми се поклонивте во продавница." "Се сеќава," извика Дедалус Дигал, гледајќи наоколу во сите. "Го слушнавте тоа? Се сеќава на мене." Хари се ракуваше одново и одново. Дорис Крокфорд постојано бараше уште. Еден блед младич се проби напред, многу нервозен. Имаше тикови на едното око. "Професор Квирел," рече Хагрид. "Хари, професорот Квирел ќе биде еден од твоите наставници во Хогвартс." "Папа Потер?" петелчеше професорот Квирел фаќајќи го Хари за рака. "Не можам да ви кажам колку ми е мило што ве гледам." "Каква магија предавате, професоре Квирел?" "Одбрана против мрачни вештини," промрмори професорот Квирел како да не сакаше да мисли на тоа. "Но не дека вам ви треба, а, Потер?" се насмевна нервозно. "Ќе ја земете цела опрема, претпоставувам. Јас треба да земам нова книга за вампири." Изгледаше преплашен од самата помисла, но другите не го оставаа професорот Квирел да си го задржи Хари за себе. Му требаа речиси 10 минути да се тргне од сите нив. На крајот Хагрид успеа да ја надгласи вревата. "Мора да кинисаме, имаме многу работи за купување. Ајде, Хари." Дорис Крокфорд му ја затресе раката на Хари за последен пат и Хагрид го изведе од барот во еден мал зацицан двор каде што немаше ништо, освен канта за отпадоци и малку плевел. Хагрид му се насмеа на Хари. "Зар не ти реков дека си познат? Дури и професорот Квирел се тресеше да те запознае. Добро, тој обично си се тресе." "Секогаш ли е толку нервозен?" "О, да, за греф. Брилијантен ум. Беше добар до ручеш од книги.
па зема слободна година за да добие искуство од прва рака. Кажуваат дека запознал вампири во Црната шума и имал некакви гнасни проблеми со Баба Рога. И оттогаш, да ти кажам право, не е истиот. Има уплав од учениците. Од сопствениот предмет, кај ми отиде чадорот? Вампири, бабароги, настана збрка во умот на Хари. Во меѓувреме Хагрид броеше тули за водирот над кантата за отпадоци. 3 нагоре, 2 настрана, промрмори тој. Добро, повлечи се, Хари. Чукна подзирот 3 пати со врвот на чадорот. Тулото што ја допре се затресе, се размрда. Во средината се појави дупче. Се ширеше и ширеше. По една секунда гледаа во засводен премин доволно големи за Хагрид. Премин код една поплочена улица со свиоти што се губеа од видот. Добре дојде, рече Хагрид на диагоналната уличка. Чудењето на Хари го насмеа. Зачекорија низ преминот, Хари бргу погледна назад и виде како преминот пак си стана цврт зид. Сонцето блескаше врз куп котли пред најблиската продавница. Котли, сите големини. Бакар, месин, калај, сребро, самомешачки, на склопување, пишуваше на знакот од озгоре. Да, ќе ти треба едно вакво, рече Хагрид, ама прво мораме да ги земеме парите. Хари посака да има уште 4 пара очи. Ја вртеше главата во сите правци додека одеа по улицата и се убедуваше да види се одеднаш. Продавници, работите пред нив, луѓето што пазаруваа. Една крупна женичка пред аптеката нишеше со главата додека поминуваше и велејки. Змејски джигер, 16 сикли за 30 грама, па не се нормални. Слушнаа тивко укање од една темна продавница со знак за надпис. Илопс, продавница за бубови лулајки, врескачи, кувија, кафеав снежен. Неколку момчиња врсници на Хари ги притискаа носевите на прозорецот со метлив натре. Види, Хари ги слушна што кажуваат. Нова Нимбус 2000, најбрз досега. Имаше продавница со наметки, со телескопи и чудни сребрени инструменти што Хари ги немаше видено. Прозорци натрупани со буриња со лилјакови слезини и очи од јаголи. Разнишани купови книги за магија, пера и ролни пергамент. Шишиња со напивки, глобуси од месечината. Грингос, рече Хагрид. Стигнаа до една снежно бела зграда што надвисуваше на другите продавнички. Покрај исполираните брозени врати во светло црвена и златна униформа стоеше. Да, тоа се гоблини, тивко рече Хагрид додека се качуваа по белите камени скали кон него. Гоблинот беше понизок за околу една глава од Хари. Имаше мургаво умно лице, шилеста брада и Хари забележа многу долги прсти и стапала. Се поклони додека влегуваа. Сега се соочија со втор пар врати, овој пат сребрени, а на нив изгравирани зборовите. Влези страницу, но чувај се ти од она што по алчност и чин те следи. Тие што земаат, а за работа не се фаќаат, ќе мора тоа скапо да го платат. Па ако подместово бараш ти некое богатство што никогаш не било твое, крадецу пази, предупреден си, да не најдеш повеќе од златниците. Како што реков, само би будала требало да ја плачкосува, рече Хагрид. Два гоблини со поклон ги испратија низ сребрените врати и се најдоа во прострена мермерна сала. Уште 100 гоблини седеа во високи столови за долгиот шалтер, чкртаа во големи книги, мереа парички на менсингени ваги и низ очилото испитуваа скапоцени камења. Не можеа да се избројат вратите што водеа надвор од салата, низ која уште повеќе гоблини ги воведуваа и изведуваа луѓето. Хагрид и Хари се упатија кон шалтерот. Добро утро, му рече Хагрид на еден слободен гоблин. Дојдовме да извадиме некоја пара од сефот на господи Хари Потер. Дали го имате неговиот клуч, господине? Тука е некаде, рече Хагрид и почна да ги празни џебовите на шалтерот, при што растури грсму влосани кучешки бисквити врз сметководителската книга на гоблинот. Тој го напрчка носот, а Хари гледаше во гоблинот оддесно кој го мереше купчето румири големи како жарени јагленчиња. Ете го, најпосле рече Хагрид држејќи мал златен клуч. Гоблинот го погледна одблизу. Чинам дека е во ред. Имам и писмо од господинот Дамблдор. Важно рече. Хагрид ги стури градите напред. Се работи за знај шо во трезорот 713. Гоблинот внимателно го прочита писмото. Добро тогаш, рече и му го врати на Хагрид. Ќе кажам некому да ве спушти до двата трезора. Грипхук. Грипхук беше друг гоблин.
Кога Хагрид ги напика сите бисквити во џебовите, тргнаа со Хари по Грипхуп со едно од вратите што водеа надвор од салата. Што знаеш ово трезорот 713? Праша Хари. Не е закажување. Таинствено, рече Хагрид. Голема тајна. Хогвартски работи. Дамблдор ми го довери ова. Веднаш летам од работа ако ти кажам. Грипхуп им ја задржа вратата. Хари, кој очекуваше повеќе мермер, се изненади. Се најдоа во тесен каменен спремин, осветлен од расплантени факели. Се спушташе стрмно надолу и имаше мали железнички шини на подот. Грипхуп свирна и една количка забрзано по шините дотрча по нив. Тројцата се качија. Хагрид малку потешко, но тргнаа. Од првин само јуреа низ лавиринтот од извртени премини. Хари се обиде да запомни лево, десно, десно, лево, чатал, десно, лево, но беше невозможно. Растропаната количка како да си го знаеше патот, зашто Грипхуп не управуваше. Хари го печеа очите додека студениот воздух струеше покрај нив, а сепак ги држеше широко отворени. Еднаш помисли дека виде силен пламен на крајот од еден премин и се сврте да види дали е змеј, но предоцна. Навлегоа уште подлабоко, поминувајќи едно подземно езеро каде што огромни сталактити и сталагмити растеат плафонот и од подот. Никогаш не знам, ќе нагласи Хари вревот од количката. Што е разликата помеѓу сталагмит и сталактит? Сталагмит има м во него, рече Хагрид, и не туку ме прашува и сега оти ми се снајарнува. Изгледаше позеленет. И кога количката конечно застана покрај една мала врата во ѕидот од преминот, Хагрид излезе и мораше да се потпре на ѕидот за да си ги смири колената. Грипхуп ја отклучи вратата. Излегоа големи облаци зелен чад и како што се рачистуваа, Хари подзина. Внатре имаше ридови златни парички, столбови сребро, купови мали бронзени кнути. Се е твое, се насмевна Хагрид. Се е на Хари, беше неверојатно. Дрсливе не смеја да дознаат, инаку ќе му го одземеа додека да трепне. Колку често се жалеа дека Хари скапо ги чини. А сето тоа време имал вистинско мало богатство закопано длабоко под Лондон. Хагрид му помогна на Хари да натрупа еден дел во една торба. Златните се галеони, објасни тој. 17 сребрени сикли е галеон, а 22 кнути е сикл. Многу е лесно. Тоа ќе ти биде доволно за некој семестар, а остатокот нека ти седи тука. Се сврте кон Грипхуп. Сега трезор 713, те молам, и може ли малку побавно? Има само една брзина, рече Грипхуп. Сега одеа се подлабоко и се побрзо. Воздухот стануваше постуден и постуден додека јуреа кон тесните агли. Трескаа над една подземна клисура и Хари се испружи отстрана во обид да види што има на мрачното дно, но Хагрид застенка и го повлече одзади за вратот. Трезорот 713 немаше клучалка. Одете поназад, важно, рече Грипхуп. Нежно ја поголи вратата со еден од долгите прсти и таа едноставно се стопи. Ако некој што не е гринготски гоблин го испроба тоа, ќе биде вшмукан низ вратата и заробен внатре, рече Грипхуп. Колку често проверувате дали има некој внатре? Праша Хари. Еднаш на 10 години, рече Грипхуп со мощна безобразна насмевка. Мораше да има некој на вистина извондрена во овој врно безбеден трезор. Хари беше сигурен и љубопитно се наведа напред, очекувајќи да види чудесни скапоцени камења, ако ништо друго, но отпрвен помисли дека е празен. Тогаш забележа едно валкано пакетче што лежеше на подот, замотано со кафеава хартија. Хагрид го крена и го пикна длабоко во каподот. Хари многу сакаше да знае што е, но знаеше дека е подобро да молчи. Ај сега назад во пеколнава количка и не ми зборови на враќање, најарно да си кјутам, рече Хагрид. По уште едно диво возење со количката стоја и трепкаа на сонцето пред Гринготс. Хари не знаеше каде да трча прво сега кога имаше торба полна со пари. Не можеше да знае колку галеони има во една фунта, за да знае дека држи повеќе пари од кога било во животот. Повеќе пари од што некогаш имал датли. Можеш и да ја земеш униформата, рече Хагрид, покажувајќи со главата кон наметки за сите пригоди кај мада Малки. Слушај, Хари, ќе ти пречи ли да појдам малку да се освежам во дупнатиот котел? Ги мразам тие гринготски колички. Се уште изгледаше како малку да му се лоши,
па Хари влезе сам кај мадам Малкин со чувство на нервоз. Мадам Малкин беше една набиена, насмејана вештерка, сета облечена во розово-виолетова боја. Хогвартс душо, рече таа кога Хари прозбори. Имам се што ти треба. Баш сега облекуваме еден друг младич. Одзади во продавницата едно момче со бледо шилесто лице стоеше на табуретка додека друга вештерка му ја подшиваше униформата. Мадам Малкин го качи Хари на стол покрај него, му лизна долга мантија преку главата и почна да закачува на точната должина. Здраво, рече момчето. Исто Хогвартс? Да, рече Хари. Татко ми донес ми купува книги, а мајка ми разгледува магични стапчиња, рече момчето. Имаше незаинтересиран развечен глас. Потоа ќе ги одвлечкам да гледаме тркачки метли. Не разбирам зошто тие од прва година не смеат да имаат своја метла. Ќе го натарам татко ми да ми купи и некако ќе ја прошверцувам. Детето многу го потсетуваше на Дадли. Ти имаш своја метла? Продолжи момчето. Не, рече Хари. Играш ли квидич воопшто? Не, пак рече Хари и се прашуваше што е па сега тоа квидич. Јас играм. Татко вели дека би било срамота да не ми изберат да играм за мојот дом, а и јас мислам така. Знаеш во кој дом ќе бидеш? Не, рече Хари, чувствувајќи се се поглупа во секоја минута. Па никој не знае точно, дури не стигне таму, нели? Но јас знам дека ќе бидам во Слитерин. Целото наше семејство е таму. Замисли да си во Хафлпаф. Мислам дека би си заминал, ти не би? Рече Хари, посакувајќи се да може да каже нешто малку поинтересно. Види го човекон, рече одеднаш момчето и кимна кон предниот прозорец. Хагрид стоеше таму и му се насмевнуваше на Хари со два големи сладоледи во раце, заради кој не можеше да влезе. Тоа е Хагрид, рече Хари, задоволен што знае нешто што момчето не го знаеше. Работи во Хогвартс. Ах, рече момчето, сум слушнал за него. Тоа е некаков слуга, нели? Тоа е ловочуварот, рече Хари. Се помалку и помалку му се допаѓаше момчето. Да, точно. Слушнав дека е некој дивјак, живее во колиба во училишниот двор и од време на време се пијани, се обидува да прави магија и на крајот си го пали креветот. Јас бас мислам дека е одличен, студено рече Хари. Мислиш? Рече момчето малку подбивно. Што е со тебе? Каде ти се родителите? Мртви се, кусо рече Хари. Немаше голема желба да навлегува во темата со ова момче. Оф, жалам, рече другиот без трошка жал во гласот. Но беа од нашиот вид, така? Беа вештерки и волшебни, како мислиш на тоа. Навистина не мислам дека треба да ја пуштаат другата сорта, а ти едноставно не си исти. Никогаш не ги воспитувале да знаат како живееме ние. Некој од нив не ни слушнале за Хогвартс додека не го добиле писмото, замисли. Мислам, старите волшебнички семејства треба да се држат заедно. Како се презиваш инаку? Но пред да може Хари да одговори, мадам Малкин рече. Готово, душо. И Хари, среќен заради изговорот, да престане да зборува со момчето, скокна од табуретката. Кој се гледаме во Хогвартс, рече лигавото момче. Хари беше некако тивок додека го јадеше сладоледот што му го донесе Хагрид. Чоколада и малина со сечкани ореви. Што е работата, рече Хагрид. Ништо, излажа Хари. Застанаа да купат пергамент и пера. Хари малку се развесели кога најде шишенце мастило што менуваше боја при пишување. Кога ја напушти ја продавницата, рече Хагрид. Што е квидич? Леле, Хари, постојано заборавам колку малку знаеш, ама да не знаеш за квидич. Не ми прави да се чувствувам полошо, рече Хари. Му кажа на Хагрид за бледото момче кај мадам Малкин. И рече дека луѓето од маголските семејства не треба да ги пуштаат во... Ти не си од маголско семејство. Ако знаел кој си и што си, а сигурно го слушнал твоето име од неговите кои се волшебници, ги виделе луѓето во допнатиот хотел. А од кај знае па тој, оти меѓу недобрите што сум ги видел, многу од нив биле единствените способни за магија во генерации маголи. Земи ја пример мајка ти. Види каква сестра има. Значи, што е квидич? Тоа е нашиот спорт, волшебнички спорт. Како фудбал де во маголскиот свет, сите гледаат квидич. Се игра во воздух на метли и има 4 топки. А малку е тешко да се објаснат правилата. А што се Слитерин и Хафлпаф? Училишните куќи, 4 се. Сите велат дека Хафлпаф се е куп дудуци, ама... 100% сум во Хафлпаф, се намурти Хари. Подобро Хафлпаф отколку Слитерин, мрачно рече Хагрид.
Немаше ниту една вештерка или волшебник кој тргнал таму на келошите, а не бил во Слитерин. И знаеш кој беше таму? Волт, извини, знаеш кој бил во Хогвартс? Пред годиништа, рече Хагрид. Го купие училишните книги за Хари во продавницата со име Flourish and Bloods, каде што полиците беа натрупани до плафонот со книги големи како камења за поплочување и замотани во кожа, книги мали како поштенски марки во свилени корици, книги полни со необични символи и неколку сосема празни книги. Дури и Дадли, кој никогаш не прочитал ништо, ќе збеснеше да дофати некоја од нив. Хагрид рече си мораше да го одвлечка Хари од клетви и против клетви. Ма гепсајте ги пријателите, избунете ги непријателите со најновите одмазди. Косопаст, ноза од желе, врзување јазик и многу повеќе. Од професор Виндикус Вердијан. Се обидувам да најдам како да го проколнам Дадли, рече Хари. Не дека идејата е лоша, ама не смееш да користиш магија во маголскиот свет, освен во многу посебни околности, рече Хагрид. А и уште не може да ти успее ни една клетва, ќе ти треба уште многу учење пред да втасаш дотаму. Хагрид не му дозволи на Хари да купи ниту котел од чисто злато. Пишува калај на твојот список. Но зедоа убав сет ваѓи за мерење состојки и месинген телескоп на склопување. Потоа ја посети аптеката, доволно чудесен за да се занемари од вратниот мирис на смеса од расипани јајци и скапана зелка. На подот имаше буриња со лигави работи, тегли со билки и сушени корења и сјајни прашоци наредени по должина на зидовите. А купчиња пердови низа од заби и свилени канџи висеа од плафонот. Додека Хагрид бараше некои основни состојки за напивки, човекот од касата, Хари проучуваше сребрени рогови од еднорог, секој по 21 галеон, и минијатурни светкави црни очи од бубачки, 5 канути за црпка. Пред аптеката, Хагрид пак го провери списокот на Хари. Ти остана само уште магично стапче. А, да, уште не сум ти зела и роденденски подарок. Хари почувствува како поцрвенува. Не мораш. Знам дека не морам. Знаеш што? Ке ти купам животно. Не жаба, излегоа жабите од мода пред многу години. Ке ти се смеат и не сакам мачки, ме тераат на кивање. Ке ти земам буф. Сите деца сакаат бувови. Многу се корисни. Ти носат пошта и што ли уште не? 20 минути подоцна излегоа од продавницата за бувови и лопс, која беше мрачна и полна со шушкања и трепкави бисерни очи. Хари носеше голем кафе со прекрасна снежна утка, цврсто заспана со главата под крилото. Не можеше да престане да се заблагодарува. Пелтечеше и звучеше исто како професор Квирал. Нема зашто, грубо рече Хагрид. Сигурно не си добивал многу подароци од оние на Дрслиеви, остана само уште Оливандерови. Единственото место за магични стапчиња. Оливандерови, за тебе мора недоброто стапче. Магично стапче, Хари не можеше да ја скрие во збудата. Последната продавница беше тесна и запуштена. Со излупени златни букви над вратата пишуваше Оливандерови, изработувачи на квалитетни магични стапчиња од 382 година пред нашата ера. Едно единствено стапче лежеше на избледена виолетова перница на прашливиот прозорец. Се огласи звонче некаде во длабочината на продавницата, додека стапнуваа внатре. Местото беше мало и целосно празно, освен еден тенок стол каде што Хагрид седна за да чека. Хари имаше необично чувство како да влегол во многу строга библиотека. Голтна многу нови прашања што туку му текнаа и погледна во лијадници тесни кутии уредно натрупани до самиот плафон. Од некоја причина вратот одзади го зачеша. Самиот прав и тишината како да трепереа со некаква тајна магија. Добар ден, рече еден тиво глас. Хари скокна и Хагрид сигурно скокнал зашто се слушна гласно крцкање и бргу стана од тенкиот стол. Пред нив стоеше старец. Негови широки бледи очи сјаја како месечини низ мракот во собата. Здраво, несмесно рече Хари. А, да, рече човекот. Да, баш сега мислев дека ќе те видам. Хари Потер, ова не беше прашање. Ги имаш очите на мајка ти, како вчера самата да беше овде да го купи првото стапче. Долго 26 см, еластично од врба. Убаво стапче за магепсување. Господинот Оливандер приде поблизу до Хари. Хари се надеваше дека старецот ќе трепне. Тие сребрени очи беа дури помалку морничави.
Татко ти, од друга страна, предпочиташе стапче од махагони, 28 см, еластично, малку помоќно и одлично за преобразба. Лошо се изразив кога реков татко ти го предпочиташе. Всушност, стапчето го избира волшебникот, се разбира. Господинот Оливандер прииде толку близу што Хари беше речиси нос до нос. Хари можеше да си го види одразот во магливите очи. А овде значи, господинот Оливандер ја допре лузната во вид на молња на челото на Хари, со еден од долгите бели прсти. Жал ми е што ќе ти го кажам ова дека кај мене е купено стапчето што го стори ова. Благо рече, 34 см. Тис, моќно стапче, многу моќно и во погрешни раце. Да знаев што ќе му направи тоа стапче на светот. Ја затресе главата и тогаш на улеснување на Хари го забележа Хагрид. Рубеус, Рубеус Хагрид, колку ми е мило што те гледам пак. Дап, 40 см многу светлиново, така беше? Беше, господине, да, рече Хагрид. Добро стапче, но предпоставувам дека го скршили на половина кога те избркаа, рече господинот Оливандер одеднаш строг. А, да, го скршија, да, рече Хагрид, мрдајки со стапалата. Но се уште ги имам стапчињата, додаде весело. Но не ги користиш, нели? Остро рече господинот Оливандер. О, не, господине, бргу рече Хагрид. Хари забележа дека го стегаше розовиот чатор многу силно додека зборуваше. Рече господинот Оливандер и упати продорен поглед кон Хагрид. Е сега, господине Потер, да видиме. Извади долга лента за мерење со сребрени белези од джебот. Со која рака го држи стапчето? Па деснак сум, рече Хари. Испружи раката така. Го измери Хари од рамо до прс, па од зглоб до лакот, рамо до под, колено до пазува и околу главата. Додека мереше, рече. Секое стапче на Оливандер има јадро од моќна магична субстанца, господине Потер. Користиме влакна од еднорог, влакна од опаш на феникс и срцеви жили од змеови. Нема две исти стапчиња, исто како што нема два исти еднорози, змеови или феникси што се сосема исти. И секако никогаш нема да добиеш толку добри резултати со стапче на друг волшебник. Хари одеднаш свати дека лентата за мерење која го мереше меѓу носниците го правеше тоа сама, додека господинот Оливандер трчкаше помеѓу полиците и симнуваше кутии. Тоа би било тоа, рече тој, и лентата се собра во купче на подот. Е така, господине Потер, пробај го ова. Брезово дрво и срцева жила од змеј, 23 см, убаво и еластично. Земи го и замавни со него. Хари го зеде стапчето и чувствувајќи се глупавно, замава малку, но господинот Оливандер речиси веднаш му го зграпчи од раката. Јавор и пердув од феникс, 17 см, многу светливо, пробај. Хари се обиде, но едва го беше кренал стапчето кога господин Оливандер го грабна и него. Не, еве абонос и влакна од еднорог, 21 см, еластично. Ајде, пробај го. Хари пробуваше и пробуваше. Немаше поим што чекаше господинот Оливандер. Купот испробани стапчиња се креваше се повисоко на тенкиот стол. Но што повеќе стапчиња извлекуваше господинот Оливандер од полиците, изгледаше се порадосен. Тежок муштери, а? Без грижа, ќе го најдеме совршеното тука некаде сега. Се прашувам, да, зошто не? Необична комбинација. Зеленика и пердув од феникс, 28 см. Убаво и светливо. Хари го зеде стапчето. Почувствува ненадејна топлина во прстите. Го крена стапчето над главната, замавна брзо, низ прешливиот воздух и низот црвени и златни искри излегоа од крајот како огномет, фрлајки разиграни точки светлина над зидовите. Хагрид воскликна и плесна со рацете, а господинот Оливандер извика. О, браво, да, така, одлично, види колку необично, баш необично. Го врати стапчето на Хари во кутијата и го замота во кафена хартија и натаму мрморејки. Необично. Извинете, рече Хари, но што е тука необично? Господинот Оливандер го упати својот блек поглед кон Хари. Го паметам секое стапче што сум го продал, господине Потер. Секое стапче до последното. Се погоди фениксот чиј пердув од опашот е во твоето стапче. Да даде уште еден пердув. Само уште еден. Многу е необично што тебе ти е судено стапчево кога брат му ти ја направи таа лузна. Хари подготна. Да, 34 см тиса.
Навистина необично како се случуваат работиве. Стапчето го избира волшебникот, се сеќавате? Мислам дека треба да очекуваме големи нешта од вас, господине Потер. Сепак, оној што не смее да се именува направи голема штета. Ужасни нешта направи, да, но големи, ама лоши. Хари затрепери. Не беше сигурен дека многу му се допаѓаше господинот Оливандер. Плати 7 златни галеони за стапчето и господинот Оливандер се наклони и го испрати од продавницата. Сонцето висеше ниско над небото, доцна по пладнето, додека Хари и Хагрид се пробиваа назад по диагоналната уличка, низ зидот, низ дупнатиот котел кој сега беше празен. Хари не кажа ниту збор додека одеа по патот, ниту пак забележа колкумина зјапаа вони во подземната железничка. Така, натоварени со сите пакети во чудни облици, со заспаната снежна утка во скутот на Хари, се искачија по уште еден ескалатор и стигнаа на станицата Падингтон. Хари забележа дека беа дури кога Хагрид го потчукна по рамото. Имам време да каснам пред да ти тргне возот, рече тој. Му купи хамбургер на Хари и седнаа на пластичните седишта да ги зедат. Хари постојано гледаше наоколу, се изгледаше некако чудно. Арен, Хари, некако ми се стиши, рече Хагрид. Хари не беше сигурен дека може да објасни, само го имаше најдобриот роден ден во животот, а сепак го джвакаше хамбургерот и се обедуваше да најде зборови. Сите мислат дека сум посебен, рече најпосле. Сите оние луѓе во дупнатиот котел, професорот Квирел, господинот Оливандер, но јас не знам баш ништо за мајгија. Како може да очекуваат големи нешта? Познат сум, а не можам ни да се сетам зошто сум познат. Не знам што се случило кога Волт... Извини, мислам, ноќта кога умреле моите. Хагрид се наведна врз масата. За дивата брада и вегите се криеше многу мила насмевка. Без гајле, Хари, ќе дознаеш брзо на време. Сите во Хогвартс почнуваат од почеток. Таман ќе си бидиш. Само биди свој. Знам дека е тешко. Издвоен си, а тоа е секогаш тешко. Но ќе ти биде супер во Хогвартс. И мене ми беше. И уште ми е да ти кажам. Хагрид му помогна на Хари да се качи на возот, што ќе го врати кај Дрслиеви, па му подаде еден плик. Билетот за Хогвартс, рече тој. 1 септември. Кингс Крос. Се си пишува. Каков било проблем со Дрслиеви, веднаш праќи ми писмо по утката. Ќе знае кај да ме најде. Се гледаме наскоро, Хари. Возот тргна од станицата. Хари сакаше да го гледа Хагрид додека не му се изгуби од видот. Се поткрена на седиштето и го притисна носот врз прозорецот, но трепна и Хагрид го снема.